регионални вести на телевизија КИС. Се гради тротоар од населеното место Слатино до Теарце долж магистралниот пат Тетово-Јажинце. Проектот се реализира со средства од ИПА програмата. Општина Теарце со средства од Светска банка работи на изградба на тротоар долж магистралниот пат Тетово-Јажинце, на потек од село Слатино до Теарце. Тротоарот ќе овозможи поголема безбедност на пешаците кои ја користат оваа делница. Се работува конкретно во регионалниот пат Тетово-Јажинце од селото Слатино до село Теарце, кој имамо добиено тендерот за тротоарот, значи се работи за еден инфраструктурен проект и многу важен за сите граѓани. Инвестицијата е близко 200.000 евра во вредност. Тендерот го има добиено Пелагонија, а подизведувач е БАО компанија и како што гледате и вие, значи интензивно се работи. Градоначалникот Исени рече дека за изградбата новој тротоар имале потреба од координација и соработка со неколку институции. А ние на терен сме имале технички проблеми, конкретно со столбовите за електрична енергија и денеска на средба со директорот на електродистрибуција успеевме да се договориме тие од една недела да ги дислоцират столбовите, да се изведат работите овде непречено. Што се однесува за Македонија пат, за одржување на регионалниот пат и трупот на патот, ние така го викаме, значи тие не беа толку внимателни, бидејќи овој пат е под ингеренциите на Македонија пат. Имајќи во предвид животот, луѓето, и затоа ние како општина се определивме за градење на тротоар на овој пат. Општина Теарце има изградено тротоари во долниот дел од Доброште долж магистралниот пат Тетово-Јажинце. Во Гостивар се одржа работилница за подобрување на функционирањето на јавните комунални предпријатија. Реформите кои се спроведуваат предвидуваат нови тарифи на сметките за вода и за прочистување на отпадните води. Од наредната година граѓаните во Македонија ќе плаќаат сметки за вода според нова тарифна методологија. Новите тарифи ќе ги предложат јавните предпријатија, а ќе ги одобрува регулаторна комисија. Овие промени се воведуваат во рамки на проектот Реформи на системот за водоснабдување, собирање и прочистување на отпадни води, финансиран од Европската Унија. Како дел од проектот, денес во Гостивар се одржа работилница за представници на јавните предпријатија на повеќе општини, за изработка на бизнис планови преку кои предпријатијата треба да го подобрат своето функционирање и одржливост. На крајот сето тоа треба да резултира со една тарифа која ќе биде доставена до регулаторот на потврдување, која ќе изработиме, која ќе гарантира доволно средства за јавните предпријатија да можат да дадат квалитетни услуги, меѓутоа да таа биде достапна за населението на регионот каде се даваат тие услуги, и мислам дека напредуваме, ево очекуваме негде до јуни тие бизнис планови и предлог тарифите да бидат доставени до регулаторот, а секако нашиот проект ќе се потруди и тоа за тоа да ја извести јавноста, невладините. Експертите утврдиле дека генерално цените на сметките за вода што сега ги плаќаат граѓаните се ниски, но се уште не можат да кажат дали и колку ќе има поскапување. Оценуваат дека огромни промени нема да има. Различно е, меѓутоа нема ништо да се случи драстично. Се предпоставува дека во еден период, подолг период, не повеќе од 20% ќе се оди горе со цените, а има доста предпријатија кои воопшто не треба да ги коригираат своите цени. Така да драстични удари нема да се случат, сем таму кај што нема пречистување, ќе има дополнителна тарифа за прочистување на отпадните води. Проектот за реформи во водоснабдувањето го имплементира Министерството за животна средина. На денешната работилница учествуваа јавни комунални предпријатија од Гостивар, Тетово, Дебар Кичево и од други градови.
Двајца пешаци, девојче на 11 години и 21 годишно момче, повредени во два сообраќајни инциденти, информира СВР Тетово. 11 годишно девојче од Долна Бањица како пешак е повредено вчера околу 14 часот на крстосницата на улиците Ленинградска и 18 ноември во Гостивар. Во неа удрело возило Голф со гостиварски таблици, управувано од 57 годишен жител на градот. Девојчето добило телесни повреди, пренесено е во гостиварската болница и по укажаната помош пуштено е на домашно лекување. Првично причина е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, информираат од СВР Тетово. Пешак бил повреден и во Тетово, на улица Илинденска во близина на Средното медицинско училиште. Скутер што го управувало засега непознато лице, а кое веднаш го напуштило местото, вчера околу пладне удрил во 21 годишен пешак од Гостивар. Повредениот пешак со друго возило пренесен е во Тетовската клиничка болница и по укажаната лекарска помош пуштен е дома. Од Тетовската полиција информираат дека вчера се контролирани мотоциклисти и велосипедисти, чиј број во последно време забележително е зголемен, пред се како резултат на затоплувањето на временските прилики. Со Тетовската контрола вкупно биле опатени 20 мотоцикли и велосипеди, а откриени се 17 различни видови прекршоци, најмногу неносење заштитен шлем 9, потоа управување без возачка дозвола 4, истечена регистрација 3 и необновена полиса 1. На 9 од прекршителите изготвени им се прекршочни платни налози, додека 8 ќе бидат повикани на така наречената сообраќајна поука. Оние без возачка дозвола пак веднаш се исклучени од сообраќај, со напомена дека глобата за неносење заштитен шлем изнесува 50 евра за возачот, плюс 50 евра за сопатникот, како и 50 евра во денарска противредност за родителот, доколку станува збор за малолетни лица. Во гостиварската акцијска контрола, реализирана вчера исто така, од 12 до 17 часот, откриени се вкупно 12 прекршоци, неносење заштитен шлем, кои се заокружени со исто толку платни налози и со 8 покани за сообраќајна поука. Инаку СВР Тетово соопшти дека минатиот месец март во Тетово и Тетовско се случиле вкупно 48 сообраќајни несреќи, или 10 помалку во споредба со минатогодишниот март. Она што посебно охрабрува е дека во нив нема загинати, наспроти ланската една човечка жртва. Пожар избувнал во куќа во Тетовско Пршовце. Повредени нема, а причинетата материјална штета се проценува на 180.000 денари. Ноќеска околу 1 часот избувнал пожар во куќата на 72 годишна жителка на Тетовско Пршовце. Опожарена е комплетната конструкција на покривот од дрвени греди и керамиди, 2 спални на првиот кат и дрвената меѓукатна конструкција. Опожарени исто така се и прозорците на спалните, 2 кревети, комода, телевизор и радиокасетофон, како и дрвени скали од надворешната страна на куќата. Повредени во пожарот нема, а со интервенција на тетовските пожарникари локализиране околу 3 часот. Извршени увити се утврдува вкупната материјална штета, која првично се проценува на 180.000 денари. Инаку првично исто така за избувнување на пожарот се сомничи 38 годишниот син на 72 годишната жителка на Пршовце, кој подолго време се соочувал и се лекувал од психички проблеми и кој набрзо ја напуштил куќата. Средношколците на посебни часови ќе се запознаат со законските правила и прописи при управување на мопед. Ова активност е во рамки на новиот превентивно-едукативен проект на СВР Тетово. Секторот за внатрешни работи Тетово денеска стартуваше со уште еден од повеќето превентивно-едукативни проекти од областа на сообраќајот, чиј носител е одсекот за превенција во соработка со Тетовската и Гостиварската локална самоуправа и средните училишта од ова подрачје. Станува збор за проектот Безбедно управување со мопед, со кој вкупно ќе бидат офатени околу 3000 првокласници. На учениците на посебни часови стручно способени полициски службеници поблиску ќе им објаснат, односно ќе ги запознаат со законските правила и прописи кои се однесуваат на управувањето мопеди. Покрај тоа тие ќе бидат информирани и за тоа што се треба да поседуваат од опрема и како да постапуваат за да не се изложуваат на опасност.
Посебен акцент на овие предавања ќе им биде ставен на заштитните шлемови, како задолжителна опрема, поседувањето соодветни возачки дозволи и прилагодување на брзината според условите на патот. Планирана содржина на проектот ќе бидат и сообраќајните поуки, кои секој втор викенд ќе се одржуваат со сите оние кои управувале моторцикли и направиле сообраќајни прекршоци. Целта на проектот е да се придонесе за поголема сообраќајна безбедност на подрачјето, дотолку повеќе што во наредниот период многу поприсутни се очекува да бидат мотоциклистите и велосипедистите. И не само тоа, туку и да се подигне нивото на сообраќајна свест и култура на оваа категорија учесници во сообраќајот. Мастите не се причина за појава на кардиоваскуларни болести и затоа нема потреба да се исфрлаат од исхраната. Причината е во преголемо количество на внесени шеќери, тврди нутриционистот Сашко Дрвошански. Целосното интервју со него ќе имате можност да го гледате по завршувањето на регионалните вести. Тука е тоа што го спомнав јас. Многу често мастите ги окривуваат како причинители. Прво гледачите треба да разберат дека холестеролот го создава самиот организам во црниот дроб. Влијанието на храната на холестеролот што го внесуваме преку храната ние, тоа би биле преку производите од животинско потекло, е многу мала, помало дури и од 20%. Тој холестерол што ние го внесуваме, организмот го искористува и соодветно на потребите го создава се тоа што му е потребно идеално преку црниот дроб. Значи ние можеме воопшто да не внесеме холестерол преку исхраната, црниот дроб ќе создава многу повеќе. Веќе званично и да речеме Американското министерство за земјоделство кој што ги дава оние диететски препораки кон населението кои што се однесуваат на американците, меѓутоа се некако прифатени и на светско ниво. Во 2015 година тоа беше 8-то издание на оние Dietary Guidelines како препораки за здравата исхрана, ги тргнаа сите ограничувања на конзумацијата на намирници од животинско потекло и јајцата кои што дотогаш беа на некој начин забранети за конзумирање, од аспект дека ете тие се виновни за качување на холестеролот во организмот. Не е точно, веќе дури како што кажав, иако многу научни студии и истражувања тоа го потврдуваа и претходно, сега еве и официјалните тие асоциации кажуваат дека внесот на масти преку исхраната не е виновникот за нарушениот метаболизам на масти во организмот, туку тоа значи едноставно нарушен оптимален внес на потребните макронутриенти. Многу повеќе, како што кажав, заради таа децениска пропаганда да не се внесуваат мастите, многу повеќе луѓето се навикнаа да внесуваат јаглехидрати во формат најмногу на леп тестенини и пецива, или во форма на кондиторски производи. Сега преработувачката индустрија на вистина е огромна и на пазарот се достапни како за децата, па и за возрастните. Мал милион производи кои што се навистина вкусни и интересно направени, но за жал ништо тоа не е здраво за нас. Таквиот прекомерен внес на шеќери е причината за појавата на кардиоваскуларните заболувања. Главниот проблем, само е во една реченица, преголемиот внес на шеќери, постојаниот внес на шеќери во секој оброк, во текот на целиот ден, далеку ја надминува потребата на организмот од шеќер. Веќе тој шеќер не може да биде искористен од клетките, останува во циркулацијата, создава така наречени гликациски продукти кога шеќерите се врзуваат со протеините и тие се тие кои што практично се залепуваат на крвните садови и вршат оштетување на крвните садови, па како резултат на тие микроинфламации на крвните садови всушност организмот создава поголеми количини на холестерол кој што е потребен да ги обнови тие клеточни мембрани на внатрешниот ендотел на крвните садови. Јас морам да кажам затоа што еве покачениот холестерол што се манифестира кај луѓето како што имаат нарушен метаболизам е всушност одбранен механизам на некој начин на организмот или резултат, тој не е причината, е резултат на веќе тие инфламации што постојат во организмот. Гостиварското културно-уметничко друштво Браќа Ѓиновски во четврток ќе одржи празничен великденски концерт во Гостивар. Неколку дена потоа членовите на друштвото патуваат во Македонски Брод, каде ќе учествуваат на манифестација по повод Великден. Градското аматерско културно-уметничко друштво Браќа Ѓиновски од Гостивар традиционално ќе одржи великденски концерт во чест на големиот христијански празник.
Во четврток пред домашната публика ќе се представат членовите на младинската и сениорската фолклорна група, како и оркестарот на друштвото. Младинската група ќе се представи со орото Водарки, додека постарите членови ќе се представат со сплетот со повеќе сплетови на ора, меѓу кои Тресеница, Повардарија, Беранче и други. Покрај настапот на фолклорната група ќе има настап и на оркестарот на Галкот Браќа Жиновски, кој што ќе се представи со неколку песни и сплетови на ора. Подготовките течат традиционално преку целата година, меѓутоа оваа недела имаме дополнителни подготовки за да се подготвиме што е можно подобро за да се представиме во вистинско светло. Неколку дена по концертот во Гостивар, браќа Гиновски ќе има настап во Македонски Брод на манифестација, исто така посветена на Великден. За наредниот период најавуваат уште неколку концерти, учества на фестивали и гостувања. На 17-ти, втор ден на големиот христијански празник Великден, гостува во Македонски Брод, каде ќе земе учество на манифестацијата Великденски кули. Исто така, браќа Жиновски на 20 мај гостува во Трница, Маврово, на 21 мај гостува во Тетово, на 10 јуни заедно со Сдруженијето за култура и образование мисија планира одржување на фестивал Полок пее и празнува, на кој учество ќе земат покрај браќа Жиновски културно-уметнички друштва од Полошкиот регион, односно од Тетово, Брвеница и Јагуновци. Концертот по повод Великден ќе се одржи во Центарот за култура Асном во четврток со почеток во 17 часот. Јавните предпријатија Македонија Пат, јавно предпријатие за стопанисување со објекти за спорт, Македонска радиодифузија, Македонски шуми, водовод и канализација остануваат редовни должници кон управата за јавни приходи. УЈП објави нова листа на должници која опфаќа физички и правни лица со долгови доспеани до 31.12.2016 година и ненаплатени до 31.3.2017 година по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, акцизи и царини за кои вкупниот износ на долгот е повисок од 120.000 денари за физичките лица и самостојни вршители на дејност и повисок од 300.000 денари за правните лица. Од јавните предпријатија кои се најдоа на оваа листа, најголем долг кој изнесува 6,9 милиони евра има Македонија Пат, кој е втор на листата на должници на УЈП. Прв на листата е акционерското друштво Отекс од Охрид, чиј вкупен долг изнесува 11,1 милиони евра. Од листата физичко лице со најголем долг кон УЈП е Кумановец, со вкупен долг од 1,8 милиони евра. Од вкупниот број должници, 3120 се фирми и компании, а 1120 се физички лица. Во Северна Дакота, Соединетите Американски држави, истражните власти го пронашле телото на Дамјан Неделковски, 35 години, кој исчезнал лани во ноември. Телото е пронајдено крај реката Кононбол во Северна Дакота. Неделковски живеел во Глендейл. Неговото тело го пронашол локален рибар. Аутопсијата не покажала насилна смрт. Според податоците од полицијата на 28 октомври, тој бил запрен од сообраќаец во Јужна Дакота заради брзо возење и му кажал дека оди на протест. Возилото кое го изнајмил и со кое патувал низ Северна Дакота било пронајдено на 23 февруари. Полицијата уште тогаш почнала потрага по евентуално удавено лице во близина на кампот, но ништо не било пронајдено. Шерифот на округот уште изјавил дека некој роднина на Неделковски се сомнева дека го забележал на видеоснимката на протестот од 2 февруари, но не е сигурен дека бил тој. Во рамки на истрагата за смртта на Неделковски, полицијата ја проверува неговата кредитна картичка. Телото на Неделковски ќе биде пренесено во Македонија.
Еден од ранетите во денешната експлозија во објект за ремонт на полициски оклопни возила во градот Дијарбекир починал во болница од здобиените повреди. Претходно беше соопштено дека во експлозијата која се случила за време на ремонт на оклопно полициско возило биле ранети најмалку 10 лица. Во тек е истрага за причината за експлозијата. Според министерот за внатрешни работи, експлозијата била предизвикана од ремонтни работи и не била последица на напад. Рахмат Акилов, кој е главниот осомничен за нападот со камион во Стоклом, во кој беа убиени 4 луѓе и повредени 15, призна дека го извршил терористичкиот напад, соопшти неговиот адвокат. Полицијата верува дека Акилов, на 39 години од Узбекистан, е возачот што го украл камионот за пиво и ги покуси пешаците на прометната улица во шведскиот главен град, пред да удри во продавница. Акилов беше уапсен само неколку часа по нападот и влезе во судницата носејќи зелен джемпер врз главата. Во пукањето во едно основно училиште во Калифорнија загинаа 3 лица, додека едно било рането, соопшти полицијата. Се прецизира дека инцидентот се случил во училница во школа во Сан Бернандино, во близина на Лос Анџелес. Меѓу убиените биле една учителка и напаѓачот. Полицијата верува дека тие се знаеле од претходно. Едно од повредените деца потоа починало во болница. Во Сан Бернардино во 2015 година се случи масовно убиство, извршено од еден брачен пар инспириран од милитантите на Исламска држава, при што беа убиени 14 луѓе, додека над 20 беа ранети. Кина минатата година извршила смртна казна над повеќе луѓе отколку цел свет заедно. Дури е невозможно да се достигне таа бројка, бидејќи смртната казна во Кина е државна тајна. Таа извршила убиство на над 1000 луѓе, а во остатокот од светот се забележани 1032 екзекуции. Проценките не се во склад со службените бројки кои ги објави Кина, а во кои тврди дека помеѓу 2014 и 2015 година усмртила 85 луѓе. Истрагата на Amnesty International довела до сигурни бројки од 931 лице усмртени помеѓу 2014 и 2016 година. Денес имавме сончево и релативно топло време со умерена облачност. Дуваше слаб ветер од јужен правец, а кон крајот на денот слаб до умерен северен ветер. Утринските температури се движе од 5 до 11, а дневните од 12 до 20 степени. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Ќе дува умерен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од 3 до 9, а дневните од 10 до 19 степени. Ова е последната информација на регионалните вести. Пријатна! Почитувани гледачи, во наредниве половина час ќе имате можност да слушнете многу важни работи и информации во врска со една мощна актуелна тема, а тоа е здравата исхрана. Во нашето студио гостин ни е нутриционистот Сашко Дрвошански. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. И сега